Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров. Господине Димитров, неделова што измина беше објавен извештајот на Европската унија за напредокот на земјите кандидатки. До пред некоја година тој беше меѓу првите вести во јавноста кога се објавуваше. Сега никако нема толку голем интерес. На што мислите дека се должи ова? На немање акција по извештајот веќе премногу години. Првиот позитивен извештај го добивме 2009-та. Од тогаш имаме серија на позитивни извештаи со исклучок на тешката криза за времето на Груевски, 16-та година, 17-та, тоа време, кога комисијата вели време е, земјата е спремна да почне преговори, а земјите членки тоа не го прават, јасно е дека вредноста на овие извештаи паѓа во очите на граѓаните. Мислам дека тоа се однесува на целиот Балкан, например за Косово, за визната либерализација. Пред 20 на дена некаде се сретнавте и вие со бугарскиот претседател Румен Радев и европските представници во Словенија на самитот Брдо кај Крањ. Тогаш, впрочем, беше најавен планот 5+1 со такво име. До каде се сега разговорите околу тој план? Многу е битно да знаеме дали ако најдеме разбирање со оглед на датумот на изборите и председателски и парламентарни кај соседите во Бугарија, дали техничката влада може да испорача зелено светло усвојување на преговарачката рамка и одржување на правата меѓувладина конференција. Тоа е клучно. Второ, за нас исклучително важно е македонскиот јазик во преговарачката рамка. Формулацијата за македонскиот јазик во однос на дека земјата треба сите целиот корпус на европско законодавство да го преведе на македонски и да има доволен број на преведувачи пред да стане членка, да биде така напишана како и за сите други европски јазици. Тие точки се контекст спроведување на договорот за пријателство со Бугарија. Меѓутоа, вкупниот пакет мора да се одржи почеток на преговорите, значи усвојување на преговарачката рамка, одржување на првата меѓувладина конференција. Нас не е исклучително важно ова што го споменав, македонскиот јазик, македонскиот идентитет, што е апсолутно наша работа, прашање за македонскиот народ. Нас не е исто така многу важно пристапниот процес да носи европеизација. Дали одиме напред кон ЕУ, отвараме кластери, исполнување одредници и така натаму, да зависи од реформите дома. Не може да зависи тој процес од работи кои што не се на некој начин во наши ингеренции, например, работата на Комисијата за историски и образовни прашања. Бидејќи, ако нашиот прогрес кон ЕУ зависи од историчарите, тогаш многу тешко можеме тој процес да го наречеме европеизација. Исто така е исклучително важно една одредба од договорот за пријателство, членот 14, кој што вели дека договорот не може да влијае на права и обврски што државите договорни страни, обете, ги презеле по други меѓународни конвенции, договори и така натаму. Членот 14 е на некој начин врзан со или е другата страна на заложбата за немешање во внатрешните работи, бидејќи и ние и Бугарија имаме известни права и обврски со кои што сме ги презеле по други меѓународни конференции и тоа не значи мешање во внатрешните работи, например Европската конвенција за човекови права и нашата улога како држава членка на Советот на Европа во Страсбур. Во контекст на малцинските прашања? Да. Од планот 5+1, например, има некои прашања како немешање на земјава во внатрешните работи на Бугарија. Може ли во тие разговори да се бара и реципроцитет? Например, да се бара Бугарија да не се миша во внатрешните работи на Македонија?
Во договорот одредбата за немешање во внатрешни работи е реципрочна. И во таа смисла нашата обврска да не се мешаме во бугарските внатрешни работи постои, но постои обврска за Бугарија да не се меша во внатрешните македонски прашања. Тука може би прво прашање е правото на самоопределување и самоизјаснување. И тука е тој судир на позициите со договорот и правната рамка на некој начин што ја прави договорот. Господине Димитров, министерот за надворешни работи Бујар Османи неудамна рече дека за сите точки со Бугарија може да се најде решение, дека најголемиот проблем практично е ќорсокакот во Комисијата за историски образовни прашања и рече дека проблем има кај членовите од двете страни, од двата тима практично. Го делите ви ова мислење со него? Тоа што можат владите да го направат е да создадат позитивна клима, амбиент, атмосфера за непречена работа на историчарите. На некој начин да ги остават тие прашања на општеството. Нешто низ кое што поминале многу европски држави. Политичарите не можат да им наредат на историчарите што да прават и што да не прават. Значи, нашата задача е позитивен амбиент. Проблемот во работата на оваа комисија е пред се идејата дека нивната работа треба да биде услов за нашиот напредок кон Европската Унија. Кога ќе се стави тој притисок и таа уцена, не само што не се прави позитивен амбиент, туку се прави негативен амбиент. И затоа мислам дека без разлика на желбите, големиот проблем во сегашнава констелација на односи, позиции и политика по ова прашање е токму во тоа. Се сака резултати од таа Комисија за историски и образовни прашања, меѓутоа се направи амбиент на уцена. Историската комисија практично е дел од планот 5+1. Постои ли опасност доколку таму се isformulira, политичарите isformulираат некакво решение за комисијата, таа практично да работи под политички притисок? Комисијата може да се охрабри. Ние можеме да се договориме што ќе правиме кога ќе има некакво решение што ќе излезе од комисијата. Дека тоа може да се објави веднаш. Дека каде се ќе биде вклучено тоа решение и така натаму, при што треба да правиме јасна разлика меѓу образовниот процес и политиките на сеќавање, што на некој начин ги прави државата, преку празнувања и така натаму. Меѓутоа не може да се преземе обврска за нешто што не е во рацете на државата или на владата. И тоа ќе биде исклучително контрапродуктивно на самата цел. Во основа, за жал, актуелната политика на Бугарија е инвестиција во антагонизам и во револт. И тоа што се поактуелен станува говорот на омраза, меѓу другото, говор на омраза нема ниту една инстанца од официјален представник на нашата држава. Меѓутоа, ќе има од граѓани, бидејќи се погодени и навредени. И тука има еден голем парадокс во целиот наш однос и во македонско-бугарските односи. И ние мора и преку апелирање, преку објаснување, преку обраќање можеби до бугарската јавност, ова јасно да го истакнеме, овој парадокс. Клучно е да се обидеме да ги замолиме да бидат на некој начин како ни е нам. Малку да се замислат како би им било ним, ако нивен комшија, поголем, во клуб кон кој што се стремат, им отвори вакви прашања. Идентитетски, јазикот, да се работи под уцена и така натаму. Они велат, Бугарија нема да попушти под притисок, а на некој начин очекуваат ние да попуштиме под притисок. И тука има исто така контрадикција. Господине Димитров, еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј неодамна рече дека бугарскиот европратеник Андреј Ковачев му е
таен помошник во однос на проблемот меѓу Софија и Скопје. Ковачев е пратеник кој што има доста радикални ставови во однос на македонското прашање. Како го коментирате ова? Морам да бидам барем делумно отворен, бидејќи сум во деликатна ситуација како човек што е одговорен за европски прашања, а прашувате за комесарот, кој што по дефиниција кој да бил би требало да биде наш најдобар сојузник, бидејќи имаме заеднички цели. Нашиот успех ќе биде и негов успех. Позитивно помрднување во неговото портфолио. Меѓутоа морам да кажам дека посебно се радувам што Шарл Мишел и председателката на Европската комисија покажуваат ангажман и волја за поголем ангажман и мислам дека шансата за успех треба да се гледа со вклучување на лидерите на европските институции. Секој кој што сака да помогне во овој однос и вистина да донесе успех и решение, мора да го има и вториот аспект во калкулациите, како ќе постапува, што ќе предлага и така натаму. Ние имавме ситуација кога имаше паралелни предлози во изминативе месеци и со германското председателство и со португалското председателство, кои што не придонесоа кон решение. Туку на некој начин ги ја искомплицира. Тие не се овие официјалните германскиот и португалскиот предлог кои што ги знае јавно, туку зборувате за други. Зборувам за други, да. Така што членки на Европската унија? Не, во контекст на ова што го зборував. Во дел од бугарската јавност се слушаат ставови дека вие сте најголемиот проблем за македонско-бугарските односи. Зошто сметате дека такава перцепира дел од бугарските кругови? Мислам дека аксиомата е, почетната позиција е сосема погрешна. Прво, јас работам за македонските граѓани. Второ, мислам дека не може пријателство и вистинска блискост да се изгради со ваков притисок и на ова прашање и подуцена. Поидовната точка на овие луѓе е сосем погрешна, бидејќи дали е некоја паралелна реалност, дали се некакви визии кои што вистина не можат да се реализираат денес. Ние сме држава, се изборивме за својата државност, ја доизградивме во Обединетите нации, го завршивме тој процес, влеговме во НАТО, на вратите сме на Европската унија. Вистинското зближување е можно само ако Бугарија, и мислам дека тоа би било, покојниот председател Желјо Желев многу јасно го има кажано. Најмудрата политика што може Бугарија да ја има кон Македонија, вели, цитирам, е секогаш да помага и ништо да не бара за возврат. Со таква политика сите стереотипи целосно ќе се срушат и ќе паднат. А со ваква политика само се инвестира и во стереотипи, и во страв, и во револт, кој што, да бидам искрен, е оправдан кај македонските граѓани. Ви благодарам многу на одвоеното време. Благодарам и вам на приликата. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.